преку медиумите нормално и преку другите средства за пропаганда, државата, односно власта прави илузија дека никогаш ВМРО ДПМН нема да дозволи нели да го продаде името, односно кон грците да направи некаква отстапка и дека никогаш нема да им дозволи на албанците да бидат газди на Македонија. Значи газди ќе бидат македонците. Идејата е во тоа дека газда не треба да биде никој. Нели газди треба да бидат граѓаните. И се додека тоа не се разбере во овој политички контекст дека граѓаните треба да се тие кои што го носат суверенитетот на државата, иако така пишува во Уставот, нели во Уставот конечно се пишува, меѓутоа ние ниту го почитуваме, ниту го практикуваме. Мислам дека медиумската манипулација, ако ги земеме сите овие изминати години, ќе видиме дека е создавање на лажна илузија, затоа што политичките елити и на албанците и на македонците, па дури ако сакате и у контекст на грчката влада можеме да говориме, дека многу добро се разбирале и Самарас и Груевски, нели? Секој својот национализам го практикувал дома, за да го извезува во светот како нели стока која што е еве вака не можеме ние да отстапиме од нашата политичка позиција. А особено дома дека македонците не им попуштаат ништо на овие учки кои што се обидуваат да освојат Македонија, а Али Ахмети од друга страна дека еве јас успевам да ја остварам идејата за Албанија, ако не голема, барем во Македонија имаме една албанска држава, нели? Но тоа е една манипулација за да ги остави тие две елити на власт криминално да владеат, бандитски да владеат, да ги полнат своите джепови, гледаме да купуваат хациенди или што се не парцели. Мене само уште оваа реченица на крај ми е жал ако навистина не видиме материјали или не знам дали такви постојат воопшто во кои што ќе видиме кај албанската елита бомби од типот на криминал, значи финансиски криминал. Не само овој тип на што се најавуваат како не знам Смилковско езеро или национални или па кадровски некакви решенија.